Заедничкото минато и сегашната носталгија повторно ги поврзува народите од СФРЈ во нова иднина. Приказната за братството и единството на народите од 6 републики и 2 покрајни ја пишува белградскиот новинар Марко Родњаковиќ, кој својата студија ја надополни со денешната прослава на Денот на младоста во Кочани. Покушавам да наđem Југословене у свим бившим републикама и да сликам и да мало Се обидувам да ги најдам југословените во сите бивши републики и да поразговарам со нив. Зашто државите наследнички не прават доволно за да се сочува сеќавањето на Југославија, а тоа е важен дел од историјата на Западен Балкан. Она што се случува во Кочани е многу импресивно, убаво е да се види. И лепо е тоа видети. А во Кочани Родњаковиќ присуствуваше на традиционалното носење и предавање на штафетата, по сите стандарди на некогашна Југославија. Другиот председател, ти ја предавам оваа штафета со желби за добро здравје и лична среќа, како и многу успеси и напредок на Сдруженијето на граѓани на Јосип Броз Тито Кочани. Фала кукле. Фала, да се здраве изгледа. На тебе убавиц. Вака веќе 7 години почитувачите на ликот и делото на Јосип Броз Тито се сеќаваат на неговиот роден ден. Јас во името на ликот и делото на нашиот патрон Јосип Броз Тито ги повикувам сите наши сограѓани и цела Македонија да се сетат на убавите моменти во животот кој што ги има живеејќи во Титова Југославија. Сдруженијето и традицијата кои се единствени во Македонија секоја година имаат се поголем број членови и подржувачи. Најголем дел од нив денес го вееја југословенското знаме и ги пееја некогаш популарните рефрени. Југославија, Југославија.